Што превземате по тоа прашање? Сакаат ли да работат луѓето? Како прво и има ли работа? Како не сакаат да работат? Знаете, во последните 2-3 години, откако почна ова Балкан да се празни со одење нели низ европските држави, со немање на доволна работна снага и на самите институции и приватни фирми во нашата земја, добиваат шанса ромите. Знаете дека порано тоа сега за жал беше така, колку и да е квалитетен, колку и да има соодветно образование, кога ќе имаше повик за вработување, прво се гледаа сите други, ако нема од другите, тогаш ќе се земеше некој ром да го вработат. Тоа го покажува и фактот дека ние многу малку луѓе имаме по администрации, многу малку роми имаме по шалтерски работници, да ги видите сега, да отидете по институции, скоро и да нема шалтерски работници, а тоа не треба да имаш високо образование за да работиш во некој шалтер, а со средно образование денес, секоја година во општина Шутор Изари завршуваат 500 деца средно образование. И тие треба да добијат шанса, но за жал по институциите сме се уште слаби. За среќа приватните фирми, кои секогаш има дефицит на работен кадар, ги вработуваат и можам да се пофалам дека денеска Шутор Изари скоро и да нема невработени од оние кои сакаат да работат реално. Оние кои не сакаат да работат, нормално, што да им понудиш, они ќе најдат нели забелешка, меѓутоа они кои сакаат да работат, сите се вработени.